Почитувани, не може да се напредува во СДСМ ако се нема дел или ако не се поддржува зад скрива криминал. Македонија се задолжува, долгот вртоглаво расте, Македонија е во рецесија, економијата е во слободен пат, наплатата на даноците е во лер, ама затоа СДСМ има решение зголемени даноци за граѓаните. Почитувани, Сања Лукаревска е директор на Управата за јавни приходи. Сања Лукаревска знае дека семејните фирми на Зоран и на Вице Заеви должат данок. Сања Лукаревска напредна во СДСМ. Почитувани, ова е листата на фирмите, должници кон државата, листа на ненаплатени даноци доспеани до септември лани, а ненаплатени до крајот на годината. Листа на должници на УЈП број 1/2021. И наместо да служат за пример за другите, на оваа листа, на листата на ненаплаќачи на данок, се и фирмите на Заеви. На 47-то место на оваа листа е Дравас Инженеринг до Струмица, со вкупно ненаплатен данок од 41.325.000 денари, а на 55-то место е познатата Сара Инженеринг до Струмица со 33.812.000 ненаплатени денари. Или вкупно над 75 милиони денари, за полесно, фирмите на Зоран и на Вице Заеви должат 1.220.000 евра данок кон државата. Внимавајте, семејните фирми на премиерот, кој што е задолжува државата, не плаќаат данок и ги има на листата на должници кон УЈП со над 1.200.000 евра. А директорката на УЈП е унапредена во партиската хиерархија на Зоран Заев. Сања Лукаревска станува десна рака на Зоран Заев во СДСМ. Сања Лукаревска е унапредена во раководството, кое што предлага зголемување на даноците кон граѓаните. Внимавајте, Лукаревска од УЈП, каде Заеви должат за данок преку 1.200.000 евра, преку СДСМ најавува повисоки даноци за граѓаните. Од тука, главното прашање е дали Лукаревска партиски напредува заради долгот на Заевите фирми кон државата од 1.220.000 евра. Ви благодарам за вниманието.